Ке се гради паркиралиште зад маркетот Жито кај Јавона. Во Велес полека се зголемува бројот на места за паркирање со изградбата на паркиралиштата на неколку локации во градот. Во близина кај Јавона, каде моментално се изведуваат градежни работи за новиот кружен тек, најави градоначалникот Славчо Чадиев со цел да се растерети гужвата од автомобили во овој дел од градот. По проект, односно по документацијата, по урбанистичките планови, од таа страна на објектот, моментално е корисник нели Жито, е предвидено да има таму паркинг простор. Значи, во наредниот период ќе се потрудиме и тој сегмент да го реализираме, можеби не на целиот, меѓутоа на дел ќе го реализираме за да се растерети паркирањето на овој дел на градот. Од локалната самоуправа велат дека Велес е меѓу ретките општини во државата каде паркирањето е бесплатно. И повеќе од очигледно е дека проблемот со недостигот паркинг места е изразен во речиси сите градови низ државата. Се очекува со изградбата и на ова паркинг место во Велес, како и со изградбата на кружниот тек на истата локација, да се среди сообраќајната гужва низ градот. Излезе новиот оглас за обука за побарувани занимања на пазарот на труд за 220 невработени лица. Министерството за труд и социјална политика овој оглас го објавува во соработка со Агенцијата за вработување. За реализација на оваа мерка обезбедени се финансиски средства од вкупен износ од 12 милиони денари. Спасов и директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски има работен состанок во компанија која се вклучи во оваа програма. Спасов упати повик до лицата кои сакаат да стекнат работно искуство во реални работни услови во самите компании да се обучат на механизација и на машините кои функционираат во приватните компании за занимање и вештини кои се побарувани на пазарот на труд. Илјада и 200 земјоделци досега искористија околу 8 милиони евра од средствата од ИПАР-1 програмата. Преостануваат уште 29 милиони. За таа цел Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кон крајот на јуле ќе распише трет јавен повик за доставување барања за користење финансиски средства од ИПАР. 18 милиони евра ќе им бидат на располагање на земјоделците до крајот на оваа година, а за останатите 11 рокот е до крајот на 2017 година. Третиот оглас се однесува на мерките за финансирање проекти за подигнување сточарски фирми, овошни и лозови насади, набавка на механизација, систем капка по капка, откупно-дистрибутивни центри, млекари и винарии. То ние сега го распишуваме овој оглас. Нашата цел е да проектот ИПАР-1 заврши некаде, односно договорите ги подпишеме до август месец 2016 година, со што практично ќе заврши програмата ИПАР-1 и за да можеме услов за отпочнување на ИПАР-2 програмата е да се заврши ИПАР-1 програмата, односно сите средства кои што стојат на располагање да бидат искористени. Земјоделците покажуваат најголем интерес за набавка на механизација, зашто програмата предвидува исплата на средствата по инвестирањето. Поради фактот дека сите земјоделци имаат сопствени средства за предфинансирање, ресорното министерство одлучи 50% од каматата за сите банкарски кредити што ќе ги подигнат да бидат субвенционирани. Проектите на земјоделците од општините кои беа поплавени ќе се кофинансираат со 75%. Овој процент ќе го добијат само оние земјоделци кои претходно имаат пријавена штета. $33,1 милиони денари субвенции за поддршка на овоштарството исплати Министерството за финансии. Според информациите на Министерството, 1059 земјоделци добија средства со кои ќе можат дополнително да вложуваат во овоштарството како земјоделска гранка. Целта на финансиската поддршка на овоштарството е поттикнување и одржување на постоечките и зголемување на бројот на новите овошни насади, што ќе придонесе за зголемување на производството на овошни култури.